Цивил медија. Во собранието вие поднесовте иницијатива, значи за да се намалат трошоците на пратениците, меѓутоа таму има тотален нул. Деновиве, значи сме сведоци на доделување енормни бонуси на специјалната јавна обвинителка. Може ли нешто да се интервенира во тој дел? Како го коментирате се тоа? Мај ми се чини, ја поднесовме иницијативата која ја насловивме крај за расипништвото. И таа не се однесува на намалување на привилегиите, туку се укинува, се бара укинување на привилегиите на функционерите, било да се назначени или избрани. Тие привилегии нам ни одземаат милиони евра секоја година. Тоа се парите на граѓанките и граѓаните на Република Северна Македонија. Не се пари кои паднале од небо или сме ги земале од некое дрвце. Тоа е навистина скандалозно што освен една-две пратенички кои проговорија во полза на оваа иницијатива и тоа што ја поддржа и председателот на државата уште во време кога беше кандидат за председател, мислам дека неколку пратеници од СДСМ изјавија и пред вашите камери дека се залагаат, односно ја поддржуваат таа иницијатива. Не знам, можеби има и некои други, меѓутоа навистина сериозна активност во парламентот не се случи на тема укинување на привилегиите. Некои владини мерки одат во таа насока, меѓутоа ние сметаме дека тие се далеку од доволни. Значи, укинување не подразбира намалување. Укинување не подразбира заменување. Укинување подразбира нула. Значи, нула привилегии за функционерите. Ако во Шведска привилегијата на еден парламентарец е тоа да добие годишна карта за јавен превоз, и тука од прилика завршуваат привилегиите на еден шведски парламентарец, тоа не значи дека и ние не можеме да го следиме тој пример. Се разбира, ако се пожалат парламентарците дека патиштата се лоши, треба нив да ги прашаме која е нивната заслуга да бидат патиштата подобри, па да може да се возат во нови еко автобуси на нови патишта. Се разбира дека ова вториот дел од прашањето што треба да се направи, како треба да се направи, видете, освен тоа што се скандализираме, ние имаме и други форми на притисок, кои можеме во законски уставни рамки да ги направиме. Тоа се петиции. До сега над 5000 луѓе ја потпиша електронската петиција. Ние можеме, доколку и медиумите станат солидарни со нас, можеме да ја зајакнеме јавната свест и да направиме и петиција која според законот ќе мора во парламентот да се дискутира и потоа да се донесе закон кој ќе се однесува на ваквите барања на граѓанките и граѓаните и на цивил. Ние исто така поднесовме повеќе иницијативи уште пред 11 години за заменување на изборниот модел, заменување на низа аспекти на изборните процеси во нашата земја. Сега во последен момент, кога навистина нема време, ние гледаме една иницијатива која се однесува на менување на изборниот модел, што е навистина чудно, бидејќи луѓе од законодавниот дом би требало да знаат дека најмалку 6 месеци, ако не и година дена, не смее да се чепка изборниот законник. Тоа се меѓународни стандарди. Зошто сега се потегнува прашање, а претходно не било потегнато? Или пак претходно не била поддржана иницијативата на цивил и не само на цивил, туку и на други граѓански организации. Тоа се сериозни прашања, тоа ние што можеме да го направиме е да извршиме притисок. И вие како медиуми, новинарки и новинари, и јавните личности, интелектуалците, а се разбира организациите на граѓанското општество. Ние можеме да го направиме тоа, ние имаме моќта. Конечно живееме и од демократска атмосфера, во демократско општество, во кое ваквите алатки што ни се на располагање можеме да ги употребиме. Само не знам што чекаме. За бонусите во специјалната јавна обвинителка, во што Можеме. лицето на правдата?
Токму тоа, значи, ако не зборуваме за тоа, ако не бидеме гласни за тоа, нема ништо да се случи. Имавме пред тоа, ние исто така зборувавме за бонусите, за фантастичните бонуси на претходниот состав на Државната изборна комисија, ако се сеќавате. Исто така зборувавме за бонусите и за работата, односно за ефектите од работата на Државната комисија за спречување на корупцијата. Претходната постава. После тоа немавме 10 месеци, немавме антикорупцијска комисија. Исто така зборувавме за Државната комисија за антидискриминација, односно за спречување на дискриминацијата, која и во овој момент, додека ние разговараме, е во очајна состојба. Тоа не е антидискриминаторска комисија, тоа е еден збир од луѓе кои навистина немаат никаква сродност со она што подразбира заштита од дискриминација. Напротив, тие и во претходниот режим, кога владееше кликата на Груевски, тие го заштитуваа дискриминаторскиот, систематски дискриминаторскиот однос на власта кон граѓанките и граѓаните, а не ги бранеа граѓанките и граѓаните. И тоа е една ситуација која ние се надеваме дека доколку видиме, и добро е што денеска се среќаваме овде, доколку видиме поддршка од медиумите, доколку видиме поддршка од другите граѓански организации во земјата, секако дека имаме поддршката од граѓанките и граѓаните. Ние можеме да извршиме притисок. Јас верувам во тоа дека можеме да извршиме притисок, иначе не би бил тука денеска. Дали сметате дека во специјалното јавно обвинителство е злоупотребена ставката на скриени трошоци? Можете да се доделуваат одредени додатоци, меѓутоа дали тие суми треба да бидат толкави големи да достигнуваат до 4.000 евра? Тоа е скандалозно, кажав и на почетокот на мојот одговор, скандалозно ќе кажам и сега. Скандалозно е вие да имате такви бонуси, па не знам каква работа да вршите во општеството. Скандалозно е да имате бонуси кои произлегуваат од буџетот на една земја во која има и луѓе кои гладуваат. И тоа, како што кажавте и вие, во што се претвори лицето на правдата? Тоа е многу добро прашање. Цивил медија